Се реактивира училишната реална компанија, пекарата Детелинка, која што сега во моментов работи за потребите на училиштето, каде што се прехрануваат учениците и професорите, но се надеваме дека во иднина производството и продажбата ќе излезе и надвор од училиштето во наредната учебна година. Имаме готови основни проекти за изработка на термофасада, на внатрешни подови и внатрешна столарија и се надевам дека со помош на локалната самоуправа ќе ги обезбедиме и овие и ќе ги добиеме средствата за и овие проекти. Од наредната учебна година средното стручно образование е модуларно образование, каде што ќе се воведат кредит трансфер систем, ќе се воведи кредити за средното стручно училиште. И со тоа што ние во нашето училиште покрај постоечките добивме и 3 нови профили, со тоа што се доближуваме до европската квалификација за стручни училишта. Добивме техничар за животна средина, хемиско-лабораториски техничар и техничар за фитофармација како нови струки профили. За модуларното средно образование, кој ќе започне од септември наредната година, сме во постојана соработка и комуникација со регионалната стопанска комора на Прилеп и Стопанската комора на Македонија во соработка со Швајцарската стопанска комора. Постои проект за да се зголеми комуникацијата помеѓу бизнис заедницата и средните стручни училишта, со што наши ученици ќе може да одат да посетуваат практична настава во компаниите. Досега склучивме соработка со Витаминка. Наши ученици одат на практична обука во оваа компанија и сме задоволни за обострано задоволство. И учениците се многу задоволни од оваа соработка и се надевам дека таа ќе следат вакви низа други соработки. Сакам да напоменам дека наши ученици одат и во ветеринарната клиника во градот на постојана обука и пракса. Таму изведуваат практична настава. Исто така сме во соработка и комуникација со други компании од нашата заедница, за да можат да ги прифатат нашите ученици да одат на практична настава таму. Имаме добиено Еразмус проекти досега во училиштето, а имаме аплицирано за нови Еразмус проекти, со што се зголемува стандардот на образование, на воспитно-образовниот процес во нашето училиште, на нашите ученици и професори. Унапредена е соработката со јавното комунално претпријатие Комуналецот Прилеп за уредување на јавни површини во градот, хортикултурно уредување, за што ќе се погрижат учениците од земјоделската струка во нашето училиште, а дел од тоа веќе се изведе, значи дел од својата практична настава учениците изведе во паркот на Револуција, каде што насадија цвеќе од наше производство. Наши ученици постојано учествуваат на надпревари. Денес испративме група од 39 ученици и 14 професори на надпреварот на Младинска асоциација на средни стручни училишта, кој што се одржува во Кичево, и секоја година учениците добиваат бројни награди и признанија на овие надпревари. Покрај тоа, оваа година ние сме домаќини на 49-тиот регионален надпревар од земјоделските стручни училишта во државата, кој ќе се одржи на 24 април во Прилеп, на кој учество ќе земат 10 земјоделски училишта од државата. Следно на 10 мај исто така сме домаќини на државните надпревари по хемија, кои ќе се одржат во нашето училиште, на кои ќе земат учество голем број на средните училишта од државата.